И ова недела авантурите продолжуваат во преубавиот југозападен регион на нашата прекрасна земја. Овде се наоѓа и градот на конзулите, прекрасната Битола, која веќе ја посетив и ми остави преубави спомени и мотив да дојдам повторно, да продолжам со авантурата онаму каде што застанам. Се договорив со еден пријател да појадуваме на широк сокат. Сигурен сум дека ќе ми покаже уште едно убаво лице на овој величествен град. Драги, некако ми е мило. Добре ни дојде Битола. Супер. Да ти кажам право, доаѓам од Преспа, Арнот, нависта, ти се јавив, сакав да поминам, да ти видам, да те присутам, да ми го покажеш Битола на твој начин. Ти си роден, твојот роден крај овде. Тука сум роден, да, и баш ми е кеф што ми се јави, ми израдва и се заминав од работа, тамам денес целен ќе се дружиме. Фала ти многу. Сакам да те поканам во Јагода, едно клубно кафе, да пиеме едно кафе и да видиме што се случи таму тука да почнеме. Може? Ајде, може, со задоволство. Супер ден, се пожелам. Среќа имаме мислам. И уба маса пати. Масата е прв. Здраво, добар ден. Чао. Ова го пратна са бајле. Аха. После, ако имаш бурна ноќ, после бурна ноќ идеш Бурна ноќ, овде, да. ти дават кафе и со микс ваков И си добар си конов за цел и ден. продолжиш на работа, да. Нешто за Па тоа ќе прашам, пошто има овде тие се и мезе бар, Аха. они имат многу интересни мези и доручек. Може да ни дојсиш нешто така чисто да овој? па супер. Марк Битола, да знаеш дека дојде во правиот град за храна, за уметност, музика и уживање. За тоа Битолчани сакат многу да седат на широк сокак, порано Маршал Тито. Муабет, да гледат. Се тука се случува. Се тука Да се гледат и случува. да бидат гледани, И мислам. да бидат гледани, што е нормално. Мора да бидеш добро облечен. Добро, Мора да бидеш добро облечен. Облека да биди. Некогаш се преслекуваме 2-3 пати дено, за да не бидеме досадни да сетиме. Окей. Зависи кој поминува, кој те слика, кој те... Али Ти си многу познат тоа овде, не не? е од сега. Познат. Сите сме познати. Градот е тој, сите се знаеме. Горе-долу сите се знаеме. Окей. Секој сака да се жени мажи во Битола. Зошто? Затоа што овде ништо не работа, само седат пијат кафе, уживаат. Добро, окей. Велес, јаболка, не знам, прилеп, тутун, струмица, пиперки, да. Секој со Овде нема своите ништо. цели. А, нема Овде ништо, добро. Овде ние само јадиме и учиваме. И уживаш? Се шал. Не. Се шалам, али тоа иде од историски гледано на назад, уште 17 век. Негде 1660 година, еден патописец има напишано дека во Македонија во Битола има 18 кафани. О, тогаш. Во тоа време во Скопје, например, била една, во Прилеп 2, во Велес една и интересно во Охрид имаше 7. Окей. За после 19 век првиот ресторан званичен се отвора во Битола исто 1827 година, а првиот регистриран, не дека дотоа што Вистинско работел име на црно, ресторан, да. регистриран на ниво на Македонија 1800, мислам 79, не ме држи за збор, исто бил во Битола. Така да историјата на добро јадење и на кафани, Почнува од Битола. па може да се речи, Во Македонија почнува од Битола. ако ќе земеш колку многу песни си имат испеано за Битола, Се најпознатата е и сега Битола мојот во роден крај. психата, да. Тоа е интересно, али што е уште поинтересно, пошто сега надвор од Битола се случуваат многу интересни моменти, Окей. а и тоа историски подкрепено е што во 15 век се кажува во Битола имало многу крчми. Знаеш што се крчми? Не знам, затоа сакам да... Крчми се малечки гостителски објекти, обично по селата и надвор од Битола, како денес модерно фастфуд да речеме, пошто се правила брза храна, имаш ракија, вино, некоја пијачка таму. Окей. Минимално од свемскија. Минимално Да. и брзо. И брзо. И брзо. Нешто И тие интересно. се првите, да речем, кои почне во Битола да се јавуваат како такви ресторани или кафани, како да и речеме, тие крчми.
И тие крчми не биле во градот, тие биле надвор од градот. Има уште такви. А, Постојат уште. Едно време угаснеа, ги снема, ама сега почнаа да се јавуваат. И затоа денес сакам да те однесам во две такви, Добро, супер. кои се наоѓаат едната на 10 км од тука, другата на 13 км од тука. Ајде. О, да. А измеѓу да ја вратиме ова историја на храна, на уживање, ќе одиме и во Хераклеа Линкенстис. Хераклеа. Али мене ми е интересно да ти кажам дека професорката Калпаковска пронајде мени од тоа време. Хераклејско мени. Што јаделе тие тогаш? Тоа сакам да знам точно. И тоа мени го преведе и ни го даде нас. Мојата сопруга, го имам, да, ќе ти го покажам. Мојата Окей. сопруга готвеше во живо во Хераклеа да го прикаже начинот на кој уживале тие луѓе тогаш и е многу интересно. О, да, сакам да го знам тоа. Значи, Оти уживањето кај нас почнува од многу рано. Така да кој ќе одиме Хераклеа, ќе ти го покажам именито. Многу сум среќен од тоа денес, ќе го доживувам, така се кажува? Или Да, ќе- доживувам. Ќе го доживувам. Ќе го доживуваш. И сигурен сум пак ќе се вратиш. Втор пат, трет пат, супер. мора. Супер, браво, браво. Ова е богат доручек, убав. Па, да, Убав ќе почнеме. ти ми кажа ќе мезиме. Ама тоа е битола, не можеш ти Марк без овие работи. Мораш прво да имаш овој подлога за да можеме. Сега можеш да го викнеш менеджер да ни кажи малце Да ми објасни малку што ќе јадеме овде, ти многу убаво изгледа. Знаеш, Овде во Битола имаше два начини како многу внимание се посветваше на одењето во ресторан, во капана, во гостилница, со манирите. Келнерите мора да бидат перфектни Обавезно, да. и се служеше на два начини, ала франга и ала турка. А на францез и а на тюрк. Да, Да. ала франга беа ресторани за малце на брзина за немногу седнување. Али добро смислени. Здраво. О, стигна и Добар ден. Убав ден. Браво, Како добар сте ден. добри? Вие сте Никола сум јас. Никола менаџерот. Јесте, така. е. Супер. Ево Сакав се. да ми објасните малку. Може да се тука може Кажи ми вака, да. Ете така. Што имаме точно овде на маса? Значи вака. Односно ова е пита со 4 вида на сирење. Обликот е малце необичен. Добро. Тоа е слично на пица, само се прави од 3 врсти на брашно. Имаме тука интегрално брашно, пченкарно и нашето Окей. бело брашно. Супер. Составена е од 4 врсти на сирење, горгонзола, чедар, моцарела, ајдамер. Да. Многу е растеглива, топлива и многу вкусна. Исто така имаме печен врап, исто така наш производ. Ова е тортилја, Окей. испечена во фурна, каде што има кашкавал, моцарела, доматно пире и сувомеснато. Одиме само со сирење, со кашкавал, само нешто Така, богато. нешто само- Ала франга, тоа е ала ла франга. франга. О, добро, окей. А ова се Ова се лепчиња. пржени лепчиња, типичен македонски производ со парче сирење, домат и краставица. Се надевам дека после некоја бурна ноќ, ова е како некој Ми го кажа, Детокс. Ми го кажа, да. Драги, И ми кажа плюс ти, ова, да, плюс плюс ова. ова, детокс, Одма почнуваш комплетно наново. детокс, комплетно. Нов, Да, нов. Да пробаме. Да Знаеш мога. како ме, ау, ова многу ме забави. Ќе ти кажам еден факт. Во Битола, кога за 500 години 8 султани имат дојдено во Битола. Битола беше центарот. И на култура, и на храна, и на политика, економија и се. 1911 решат, доаѓа и јади чорба. Султанот, да? Султанот, Добро. да. Ја. Чорба од чкембе. Покрај Драгоро, кафана. И толку му се бенди со тоа. Прашал кој е готвачо. И му понудил работа кај него во дворот. И го зел. И овој прифатил. Го зеде од Битола, Отишол дојде, таму, да, отишол таму и моли се прави чкембе чорба. Му прави чкембе чорба. И не ето тоа. Па не. Првиот пат, вториот пат, третиот пат и го вика. Што е проблемо? Па да. Му вели, дали е исти рецепт? Да, исти рецепт е. И па, кај е проблемо? Го нема Драгоро. Знаеш што е Драгоро? Не. Реката наша се вика Драгоро. Тие чкембињата ги биеле во Драгоро.
Ама не така е, тоа е. Не, Некој. А не таму да ги чистат скроз до крај, мора да остане нешто. па да ме така е. Мене ме навистина кога кажеш што, знаеш што И многу тој пати тоа момент се случува и со вино и со пиво, што го пиеш во други Да, места. да, Ако е да, истото, да. нема ист вкус. Да. Не може Тоа да е- го тоа погодиш е една истото. интересна Тоа е приказна рецептот за- навистина од битола, само од битола од сем, да. Имајте убав ден. Ви благодарам. Посакувам. Фала многу. Добар фестивал Имаме во Битола. прилика да се видиме уште. Така е. Фала многу за убавата маса што ни дадовте денес. Поздрав. Фала. Пријатно. Чао, Чао, чао. Хераклеја е антички град сместен во јужниот дел на Битола. Името го добил од митскиот херој Хераклеј кој ја основал македонската кралска династија. Основан е во 4 век пред нашата ера од познатиот крал Филип II Македонски. Да затвориме малку и да видите времето не се погоди со прекрасно. Така е секој во Битола, мислам не, а? Не, али така кој кидиш ти. Окей. Ајде да видиме нешто Интересни интересно. моменти што немаш да ги видиме, лампи некои, многу интересно, не знам кај се тие љулиња. Значи исто е тоа поврзано со храна за уживање. Има многу глинени лулиња кај што се пушило тутун и се Ајде? уживало на тој начин, да, многу тоа не интересно. ги знам, многу интересно. И е многу интересно ако веќе збораме за лулиња, сигурно негде да има и садови за вино. Во Хераклеја многу се пиело вино Окей. и кое се правело од рози. Од? Ружи, рози. А, од ружи? Да. Добро. И тие беа многу користени како зачини розите и како украс. Ја знам ти ружите кај арапите и света, они го употреба многу. А не знаев ти се употребаше овде и во Македонија. Исто и овде, исто и овде. Значи ова збораме пред наша ера, уште. Да. повеќе. Овде што имаме уште? Овде Имаме како чаши. Да. Бе, тоа се старите чаши на вино, не? веќе да, може Така да се да рече, може, може да. да се рече, да. Може да се рече, може да се рече. Дали статуетки гледа како убаво се направени? Да. Вау. И монета. Така како се вика? Ризница овде во Хераклеја е само 10 насто, колку што знам јас. Не сум стручнак, али 10 насто е ископано. Ова беше рано христијански, како почнале, како иделе овој, на пример, после Филип II доаѓаат римјаните. Римјаните амфитеатар го направиле и друго. Над нив после идат словените. Словените си градат свој. Над тоа, да гледам, да. Секоја цивилизација си прави. Се И како над- се и над- и ископува, надслоени, како се да. ископува, се пронаоѓаат многу важни работи. Гледам убави мозаики и свето кој имаше. Браво. Али ако земиш зошто она што го разговаравме, зошто толку да се јаде и се пие во Битола, почнува од тука. Од тука. Хераклеја. Затоа дојдовме тука да ти покажам. Ма мора да ми го кажеш ти, ми избореше за едно меню специфично што Да, го направи, да. што беше со античните како навики како Штета, јаделе тогаш, да. како се хранеле, како готвеле тогаш и све тоа. Да. Тоа го проведоа тројца професори по латински јазик и тоа датира пред наша ера. Имаме дозвол да го спреаме, а го спреаме. Само треба поголема подготовка. Да, што имаше во тој мени? Дали Па, имаше повеќе зеничок, дали имаше месо? Што имаше? Што беа главните состојки? Дали имаше зачини? Тогаш немаше фриждери
и се чуваше се во питоси, големи, кои се ставаа во земја, се ставаше многу зачини, се употребува многу зачини и многу сол се ставаше за да може да се яде. основата за конзервација, да. Интересно е што риба многу се јадеше. И рибата риба точно немаме пишува, овде, тогаш Охридското изда имаш. да. Тогаш изда имаше. Тогаш изда имаше и многу сакаја риба и таа риба ја чуваја 30 дена во тие питоси. Може да замислиш што се случува после кога ќе извадат, многу лесно за готвење. Уште тоа време пронајдени се не само бокали за пиење на вино, туку се пронајдени и вилюшки и лајци од керамика со кои јаделе уживале тие. Марк, има толку многу да се кажува, али јас мислам да одиме најгоре да продолжиме. Можете место Со горе? разговор, има. О, добро. Па ајде, одиме. Се гледа дека овде од секогаш се живееле величенствено. Би сакал барем, на кратко, да го искусам тоа. Среќа, постои виртуелна тура. Ова беше едно убаво и едукативно искуство, кој искрено малку ме умори. Одиме со Драги кај неговите пријатели да здивниме малку. Одиме по убавото Ротино, кој се наоѓа во близина. Драги, кај сме? Еј, о, Сега сме чекај, кој си во овде? една уба гостилница, што ти обека дека ќе донесам надвор од Битола. А, овде е првата гостилница? гостилница. Добро. Домакините, еве ќе го представиме. Чекај, многу се сериозни, не знам што се случува. Да не ќе уплашиме. Не знам што се Да не ги случува. Ама уплашиме. многу се сериозни. Не да борче Да. ме пречекаш, сакате гости? Па да, некако се сериозни. Да. Ова е Дедо Борче. Дедо Борче. Ило ми е Дедо Борче. Јас сум Марк, здраво. Добар ден на сите, како сте? Уште еден Дедо Марко Борче. пушени така да супер. Андон, Андон? Како дедо ми? пази се од него. Да? Ова е, кај што дојдовме, не е само, ова е гостилница на Мало село. На мало село. Ова Добро. населба овде се вика Мало село. Мало село. Али малце поќе ќе ти кажи кмето, така да можеш да седнеш таму. Он е кметот. Тој е кмето, да. Добро, окей, за тоа нема коса више. Од нервоза и све тоа, да. Јас мислам дека масата не може да биде поуба да седнеме малце да стварно се уморивме. Окей, супер. Ајде, седнуваме. Дојдеме тука. О, ајде да малку да се Ова е марш, разговаравме за местото што се надвор од Битола. Добро. За намерници, добри луѓе како нас кога ќе дојдат. Окей, за уживање Еве се. сега тие ќе ти кажам малце поќе ќе ти објаснат. Јас сум Симон Атанасов, заборај да ти Симон кажам. Атанасов. Симон Атанасов. Мило ми е, јас сум Марк. 7 души другари си собравме и си купивме местото и си направивме една работа, Окей. која си ја викаме и книга напишавме. Ево вака. Мало село, голем рај. Ова ќе ви ја поклонам на бегање. Благодарам. Извините што ќе ве прекинам. За мене малото село и големото рај е Македонија.
Браво, Да. браво, баш е Навистина, така. браво, Тоа тоа е. многу ми се допаѓа, да. Мало Так. село, голем рај. А сега во моментот се наоѓаме во гостилницата наречена Баба Сика. Баба Сика, надворје има, можете да снимите, по мајката на Борис Неделковски, кој што Борис е Неделковски. собственик на ова и дел. дел од 7 луѓе кои што заедно го направивме ова наше мало рајче. Не гледам, ти масата е преубава со убаво вино, гледам и виното е мало село. Виното е мало село. Сега тука го гледате и она, и ова. сакам да ви За кажам. жителите од мало село, од ТСД, Комињак, Овде се одржува Комињак фестивал, Балкански Комињак фестивал. 10-ти по ред ова година. А во ова, на крајот кога дегустаторите сите ќе ги испијат, ќе пробаат. На крајот се прави амур, се вика амур. Амур значи цело што ќе остане виното се турва во Премешавина. ова Добро. мешавина и после тоа се допива тоа цело и тоа е еден символичен начин дека не здружува и дека од први сега е на 18 ноември се одржува, уште малку се одржува 10-ти поред Комињак фестивал. Кој сте Јас вие? можам да кажам се за љубовта, За љубов, за добро. Монамур, затоа јас За што Монамур? сум најстар од сите, ние друштвото што се бериме тука, Добро. покрај гости што имаме, ние тука постојано се бериме една група на пријатели, Океј. од негде 12-13 души, кои што заедно другаруваме повеќе од 20 години. Иначе таа група се вика Шетачи. Шетачи. Шетачи, ние убаво шетаме име, по да. природата и нас природата ни го продолжува веков. Па се гледа. А вие, господине, кој сте? Малку да се представите да Борис Мијалчев, Морис член Мијалчев. од Добро. групата, Член од групата, добро. кој со љубов живееме, работиме и создаваме. Господине, на вас сега дојде Јас драги сакам- знам малку да за него, да. Јас сакам малце да зборнам за врската на ова група на луѓе шетачи Добро. и она што значи колонија Дениро. Колонија Денир, добро. Доаѓа група рекреативци и група на уметници. Океј. Се направи една здружение, една здружба заедничка. Една симбиоза, И- да кажеме. Да. Така му, да. И можда пред 10 на години успеавме да направиме Ден на културата во ова мало село. Ако е мало село, во таа работа многу ни поможи Благој Стефановски Багет, заеднички пријател и на колонијата и наш на сите. Втора работа, не знам зошто, ама ние сакавме покрај дружба да направиме и култура да има во ова село. Симе напиша 2 книги, направивме 2 промоции на книгата тука. Дури една театарска представа, Јоана Поповска и Здравко изиграја представа, режисер Нико Горшич од Словенија. На вашето име, на имете на сите, на здравје, и на тоа што се тука, на тоа што не се тука, да, заедно за убаво. На здравје. И да не забораваме, овде стално, и затоа сме ние емисијата цела, мислам, тоа е поентата, стално се јади најдобро. Па се гледа, во сирење све. Тоа е многу важно. Пита, Ова имаме сирење, хо, овие јаболки колбаси овде со ова ореви. салата и сите други работи што ги прават стално. Гледам таму еве и есенски тикви направени. Колбаси, тикви, све, ој. Тешко ќе ни биде. Се како што ќе одиме се поќе ќе биде исто така цело време овие место. И потешко, и потешко. Добро. Малку да да вежбаме освен. Хајде да вежбаме на тоа. Ама пред се, како кажуваме љубов. Знаете кај витаминка има љубов. Во све што прават има љубов. И јас ќе ви го покронам едно мало внимание да кажеме од нашите партнери витаминка. Македонци се знају Пилепски крај, а? Ви Ќе благодарам. го подарат со љубов, со големо срце. Таков ден, вао! Останува уште шлагот на тортата. Одиме во уметничката колонија во Чапари, каде ќе изготвиме достојна вечера за нашите ценети уметници.
Маријан почна? Да, здраво, драги. Супер. Чекај, без пред да почнеме, мислам, оти... Ау, да. Епа да, мора престрика за во кујна. Не, Вели? право си. Па да, драги, мислам оти, мора да и ти и ја да се облечиме. Мислам дека уште нешто фали. Аха, шо? Драги, не е спремен. Па драги, треба и капа за тебе. Јас Баги време ме нема во кујната, баги време ме Чекај, нема. ти си шеф. А? Денес јас? Да, па да. Добро, Извини, фала. ти си шеф, Маријан е шеф, Окей, јас сум окей. ученикот. Супер ти е капа. О, Маријан, Вака. чим ме клававте овде в кујна, може да преземам малце? Повелете, Ајде. чест ни е да учиме од виртуози. Па да. Не, знаеш Мислам, оти како? оние... Да, кажи. Може да стоиш и ти. Маријан, тука за еве, нас. ова година правиме 30 години од Денирот. 30 години сте тука. Имаше, тогаш Битола стварно имаше добри кафани. И баравме кај да го направиме Дениро, во центарот беше се запатено, во пазар беше се запатено, најдовме еден локал на крајот од градот, во Окей. Нова Битола. Визба, што е невозможно во Битола по скали објект да работи, и 3 масички, Тоа е ретко, големи, навистина, две да. мали. Две мали. И почнавме јас во кујната, супругата служеше, и уште една сестра ми и уште една девојка што е ден денес кај нас. Четворица? Да, четворица, Браво, така почнавме. браво. И мој другар идеше некојаш миеше, правеше. И во тие 5 масички, 2 месеца никој не влегваше, имаше едни дечки од околината, малечки, 10-12 години, му дававме овој флаери, ги носеа по зградите и му давав пица на крајот од денот дека ги однесува флаерите. По 2 месеци Никој. почна да нема место. Ајде. Резервација Браво. секој ден, Тоа е. али беше, мора да кажеме дека беше многу интересно. Али кај нас беше најбитното, сега сакам тоа да го направам, го немам правено толку години. Ајде те морам, покажи ми нешто што... Кај нас почна, излезе познатото сиренце, Дениро сиренце од фурна. Браво. И сега ќе ви Ето, кажам како се прави. Ајде, Немам покажи правено ми тоа, 10 да. години, Да, али да. сега ќе го направам. Имаме сирење президент, се надевам Салаки, дека ти да, одговара. одлично, одлично. Битолка, Јас тоа Битола. нешто други. Президент знаеш каде е? Во Битола. Па да. И тогаш, Марк, кога почна работата, одевме напред. Осем тоа те И направи еве да ме видиш сега. познат. Многу е важно да се покрија секој дел од земјаното тавче. Добро. Еве сега покриено е. Океј. Ние правевме тогаш специјална домата за нас, која домата исклучиво слушавме за да го правиме сиренцето од фурна. Сега немаме домата, али Па зато имаме, имаме па. витаминка, Па да. витаминка, Се надевам кетчуп. ти, да, се надевам ти е отворен, чекај, Ако не е може отворен, може да ти ни го се случи. отвориме, да. Отворен Ти го- е. Па да, повели. Еве, Да, може за да ставиме сигурност. малце. Јас сакам секогаш да проверам да бидам Да сигурен. ставиме малце, ни Малце многу кетчуп? ни малце, Добро, ни многу ни малце. Значи Окей. не сме многу, не сме Не? многу, оти ќе биде латно. Еве сега имаме овде алпско млеко, Добро. која може да послужи за овие потреби овде. Исто малце ставив малце алпско млеко. Мислам, Млеко. тоа ставив млеко. Еве Окей. сега. Ни многу ни малце. Не многу ни малце. Све не многу ни малце освен. Точно. Така ти е рецептата, не многу ни малце. Многу важно, многу Да, важно, многу да. важно. Е, не многу ни малце. Ни многу, не, оде клави многу. Многу. А, добро, да се Многу. топи. Добро. Океј. Оде клави многу. Сега имаме Да го многу. покрија цело, Океј. да го покрија цело. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Сол, бибер, такви ствари? Ништо, Не. ништо. Многу не. Многу Одма лесно, го ставаш. многу едноставно. Одма го ставаш вака, Добро. извини да не ти извукам. Не, јас ќе те гледам. Го ставаш, Се става печка. го ставаш во печката со дрва, го оставаш. Сега, во случајот, исто ми фалеше нешто. Со што да го јадиш, пошто беше треба премногу лепче, јако. па да. Кашкавало, сирење, млекото, баш беше најако. Го давав со обичен леп, не ми одеше баш. Изедов обично тесто од пица. Океј. Фала ти. Обично, фала ти. Обично лепче од пица го прам танко, најтанко што може да биде. И го клавам да се пече. Чисто го сечам, така? да. И го сечам на парчино и после Како фурнаринки да Како кажеме фурнаринки. нешто. Да, А, како добро. фурнаринки. Ама без сусам. само момент ако може да се потребни само една секунда. Не знам дали го изгубив осето, ќе пробам сега, ама го имам изгубено малце. Мајсто драги. И ова го правев сегде таму. Да разбираш? Пица јоло. И го клаваш. Моцарела. Топ. И хоп. И го клаваш, тоа е тоа. Тоа е тоа.
Сега ќе ми помоли шеф Маријан и сега ќе ја направи Маријан Дениро питата, која беше многу интересна. пита? Да. Окей. Еден наш кувар Питеро ја измисле. Окей. Таа се прави со сем се премачка уместо со кетчуп. А, сем се става на пица? Да. Не, Не е пица, пита. А тоа е прв пат што го гледам што со сем. Да. Што се става. Сега што Па става затоа дома, е многу се става интересно. пуно ствари, Многу ама сем интересно. тоа за мене е прв пат. И сега сечеш полуготово пилешко месо. Супер, дај го Маријан, остава се држи го така. Буклаваме пилешко месо. Е, покажи му тоа на италијанец, ќе падне у несвес. А нека падне. Да. Не треба да падне. И Оти да земаш ти- свинско месо, малце издроби го. Издроби го малце, исто. Че да го сменам само извинјот и ќе не изгори. Ќе не изгори. Да. Ова не го правевме, али сега ми текна моментот, како што велиш ти треба да Ете, видиш така ова. импровизација, тоа е најубавото. Земам за малце да го освежиме, да му дајме еден богат вкус, убав свеж. Ке му клајме малце и домач, што не е страшно. Не. И толку. Тоа Војла. е. Е сега. Фино е ова малце да го со маслиново, со една салфетка, малце овие. Ево. Пази. Аха, Добри сме. се Еве го разбира. сиренцето, Марк. Сега Завршено е? да видиш. Завршено е. Еве го, види како изгледа. Пака и тоа стајме? Гледаш како врија млекото и кашкавало и Ова е кетчупот кој нешто се смешу. наједноставно, ама сигурно како кажувам во бед, ќе паднеш на газ. Па Ова е наједноставното е најубаво. Браво. Наједноставното е најубаво. Многу ми се допаѓа. Ќе мора И да обично го стававме вака на салфетка, Аха. на тањер, на маса вака. Добро. И му клававме само малце оригано. Оригано на крај. Е, сега немаме за сечење за пица, али имаме ножи. Лепчиње на една страна. Ема ова е врв. Наједноставно, ама дај. Вуаля. Вуаля. Молим те одма Еј, да пробаш. Ова, Молим те одма да пробаш. мора. А чекај, многу е топло. Е, да. Пази, прибава е. Чекај. Ова е правото сиренце Денира од фурна. Ова никој нема да го јаде. Јас ќе си го јадам. Ова е преубаво. Браво. Одиме Ама со ова мета да Денира. Свртам. Ама ова со семк на една не можам да го тешко ми, чудо. Не, верувај, чудо ми е. Одиме сега со Дениро сендвич. И тоа беше многу интересен. Исто се Исто прави со со тесто пица на лепче. пица. Да. Пошто имавме фурната и користевме Марк за се. Се прави внатре. И сега ќе ти направи паметно. и месо во фурна. И имаш чест да го пробаш најоригиналното. 2000 година мајка ми Бог да ја прости ми вели сине, пошто сите ме прашаат како се прави, мора да му го кажеш на сите, мора да го даеш. И тогашниот уредник на Битолски вестник, Менде, ме замоле за нова година да му поклониме на сите битолчани, пошто беше бум. Да, убаво. И го напишавме цел рецепт на средина од вестнико за нова година и цел рецепт со слики и му го поклонивме на Битола. Браво. И веќе почнаа сите да го прават. Еве го сега Денира се зличи. А? Истото лепче вака го И што му ста... Сега да го испечеме малку. А, ќе го печиш прво. Прво Не го печам. пуниш, Прво не, го не. печам, сега ќе видиш. Добро. А овој ѓубреме можеме да спремаме и селско месо. Во меѓувреме. Да. Ајде. Сега ќе ги земеме, ќе клајме малце кромит, Океј. ќе клајме малце домат. Ама ти си побрзо од мене, ти не Не, знам како го точно. правиш све. За кратко време ќе ни направиш колку рецепти овде. О, Една, две, три, четири, ба да, 4 рецепти за кратко имаме време. и благо, имаме и благо. Ај, благо, за до 5 рецепти за... Имаме благо. Мислам од сите гледачи ќе бидат задоволни, денес ќе му биде. Питата не знам до кај, треба на некој да најме дрвено. А во ѓубреме нашите колеги од колонијата гледаш таму дека Да, се слика се работи. Ти нешто убаво. Овде е стално храна и уметност. Ме така, не храната и уметност. Идат уве луѓе. Точно така. Е, моментално внатре се групата Фолтин, кои се дружат со нас. Океј. Стало. Ќе дојдат со нас на маса. Да И само пробат. ти ќе Да. ќе се Обавезно. дружиме заедно, ќе јадиме, ќе Тука пиеме, е и ќе... познатиот продуцент Вац. Добро. Тука е Дадо од Джез. Сите се тука и чекат по нешто да пробат. Е, сега ова Марк. Одлично. Ајде, дафинка.
Ќе ми помогнеш малце да Може со забите ќе... Фала многу. Гледай. Фала многу. Voilà, monsieur. Кажи ми само колку ти треба. Што мислиш? Ајде, клај. О, супер, супер. Нема гајле. О, О, супер, супер. Фала, Voilà, повели. Еве го клаваме маце. Да ни зобри, Окей. Во меѓувреме го спремаме месото А исто ја сечиме и питата. и питата за да пробаш. Можеме да кажеме оти на гужа. Што се што на тањерот? Да. Ајде. Треба салфетка, не? Ама, уште чудно ми е. Сосем. Тоа ми е. Пробај сега, пробај со ова. Пица? Пита. Пита. делиро. Од пица? Сосем. Не. Невозможно. Ама сега Невозможно. италијаните. Невозможно. Тоа е нешто... Ајде, мора да се проба. Лепчето има тоа. Лепчето е одлично. Ама ово многу го испекотно. Невозможно. Не е многу. Ама е чудно убаво. Браво. Гледај го сега, прати го сега сендвич од Дениро. Што е тоа? Ова е сендвич Дениро. Ама што му ставаш? Ова е тиро салата. Како? Ова е тиро салата, која исто ние ја почнавме први. Има љути пиперчина со Добро. маслиново масло. Добро. Убаво направени. Да. Со сирење, суп Макдоналдс и павлака. И се Многу прави тиро салата. Ова е тиро салата. Тиро. Тиро. Тиро салата, добро. Ако му клаеш шунка, Окей. значи толку е просто, се е просто и се е убаво. Еве му клаваш шунка, му клаваш кашкавал, што е Окей. нормално, После... не. и немам поќе домат, окей, му клававме домат, Малку кетчуп. али може и кетчуп. Па да. Додека сме тоа кетчуп, па да ме нема. Ма нема, знаеш, Ала! тука сум малку да... Браво. Кетчуп и готови сме. И го виткаш. А како врап? Да, И како го јадиш? многу фино. Ма ти треба уста како, не знам, Пак јадеш по полека. Дај му малце фолија малце. Добро. Е, за да можат поќе да пробат, ќе осечеме на пола Па мислам ти полесно ќе биде. и оклаваме. Да, окей, Извини. чекај, да, Извини, разбрав. Фала ти, Те разбрав. Овие добри се ги тераме. Повели, драги. Малце, Ете така. Повели? Кој сека уште некој да проба? Дениро сендвич? Многу тешко го не биде. За овој се тепаја, Ова се тепа. Повели? За овој се тепаја. Имаме уште еден специалитет. А тој специалитет беше најскап во Дениро. Добро. Не беше толку скапа Дениро, али беше многу квалитетна и многу иновативна. Клаваш фолија. Те следам, не се секира. Јас се гледам и те следам. Да. Клава е пилешки стек. Во случајот, Добро. Ја ќе се најдам да почнав со топено сирење, продолжувам со пита, не знам, пита со сем пипилешко. Клаваш. Сега маслинки, маслинки. обарена пиперка, Окей. не многу, малце, сега е многу е клава, ама ќе и сецкаме вака. Добро. Оти некојаш може да биде прекисела ако клаеш поќе. Малку шунга. Не шунга, сланина, пардон. Сланина. Е со уште фет. Добро. Го виткам. На страна како како кажеме, како злерка, како не знам како може да се каже. И му клаваме дозгора. Кашкавал? Без кашкавал ништо не се прави. Па да. Му клаваме убо кашка. Дека има. Може малку и сирење или не? Ако сакаш, можеме. Не, така кажам, ти го имаме президент што е тука, затоа малку ми беше. Клајме. Да, може без Ке клајме и ќе излези Марк Дениро. Доме, оти имаме кашкавал президент, имаме сирење, имаме се Марк овде. Дениро стек. Едно па, чисто така да има нешто. Го ставаш внатре. Па да, зашто да не? Клајме. Ама ова. Нека си се стопи. И вакво како што е. Значи сите се овие брзи јадења, пошто беше мала кујна и мораше брзо да работиме. И затоа излега такви убави јадења. Супер. Земеш, тоа имавме мали тавчи на едни, го ставаш Bona, фурлата и го чекаш, го оставаш, толку е. Одиме со алва. Мора да биде на, па не знам, 2 сантими. Прилика да го наредиш. Алба има,
Да, да. Јаболкото е ова. Ова е јаболкото, да? Ова е. Земаме јаболко. Повели. Thank you. Фала. Мерси. Добре. Може малце потанко. Ми се тресат рацете пред тебе, Марко. Малку трема имаш о мене? Имам. Ајде те Имам, молам. кажам, На признавам, твоите години. признавам. А? Да, за Ма, срамота. ајде. За срамота. За срамота. Па не за срамота, тоа е нормално. Знаеш? Тоа е Не, тоа. Среќен сум. Ти Среќен мислиш сум. од јас, ти мислиш од јас уште Многу сум. немам неколку пати трема? Многу сум среќен што ме врати во кујната. Супер, фала. Еве, гледај, Марко, овие малце се подпече, колку да не биде премногу, да не да. само да има сок да пуштат толку. И го клаваме исто овде долу да се печи. Океј. Стеко се печи, ова се печи, одиме со месото. Немој да ги редиш, туку земи, само стави ги вака од озгора, како ќе паднат, нека паднат. Да не се замараш и да не се секираш. Освен Како ќе дојде? многу ми се допаѓа со тебе, со знаеш што? Во целиот ред нема ред. Тоа е многу важно. Така се вика. А? Во целиот ред нема ред. Малку повеќе или повеќе малку, не знам, има све околу. А супер, ама оди, ама функционира. Не, Е, убаво е. Ова е организиран хаос. Ето, не ми доаѓаше тој избор. Организиран неред. Браво, браво. Али функционира. Па се гледа, Толку години, али нешто е важно, што се готви со љубов и со осем. Тоа И се мило ми кажа. е што го најдов кај Маријан. Маријан го презеде тоа веќе неколку месеци, го работи. Браво. Со И задоволство. ту многу добро, многу е важно да го сакаш и да го имаш осето. Секојаш го кажувам тоа на сите. И да не се нема жал, и да се снајдуваш. Да се Нема. знаеш, да. Нема тоа. Апа друго, И апа рецептите, трето. јас ги учев со крадење. Никој не ти кажа, ти знаеш. И ти не ми кажеш ништо. Не сум тука да ти кажам, јас сум тука да крадам. Ева, што ти кажам, ја дојдов за да учам. Види, малце Дали е кетчуп тоа? ќе му дајме, вака да дома Малку да повеќе, ставаме, да, дома, окей, За добро. да влези малце Малку да биде- оригано не, да биде додека она. си тука малку оригано не. Јас обично од озгора му клавам, Епа. да излези, ама еве за Абе, тебе ќе малку клаваме така напред, чисто да се нема да. проблем. Супер. Кашкал да му клаваме? Што велиш? Не знам Ајде, малце рецептата кашкал. како ти Да е. му клаваме кашкал. Ајде кашкал да му малку Малце, повеќе така, малце. малце да. Добро. Не, овде можеме да редим што сакаме, можеме сега Драги, да клаваме фет. Драги, знаеш што можеме да кажеме? фет. Драги, многу ми е Еве, драго еве. да готвам со тебе. Еве, ќе клаваме и ова. И ова ќе му дај уште повкус, така? Еј, мислам ти ке. Може вака? Може се со тебе, може се. Многу ми се допаѓа твојот начин на готвење. Уала, Знаеш, готово. има еден што се мачи вака, ама ти уметничко. Па да. Може да го гледа да се печи готово. Ајде, Без, повели. окей. Да го видиме. Може да го потуриш малце поќе. Маријан ќе направи лепче. Јас малце ќе измиксам традицијата и модернизацијата. Ајде, Маријан ќе направи модернизацијата. лепче. Так. Добро, Ајде, окей, ајде. Маријан повели. Ајде, повели. Фала ви. Маријан повели. Да учиме нешто од Маријан. Е сега, да пробаме нешто старинско, а модерно. Имаме наут внатре. Значи, ние ферментацијата ја поттикнуваме со наут, која Окей. преку ноќ ја оставаме да работи. Е сега тука. Тука имаме чисто варена сода. Варена сода. Сода, да. Окей. Варена сода во вода. Варена сода. Сода бикарбонат? Ето А, така. во вода само. Да, Чисто да. така. Да. Окей, Со прв што? пат ќе го гледам тоа, да. Со што? Окей. Само удираме 2 зарези, 3 Окей. и го фрламе лепчето да се печи. Тука Директно во добиваме македонско-баварски вкус. Добро. Директно. Како и секогаш, сме при крај на емисијата. Емисија уште една емисија е успешна, може да кажам мисион комплитет. Мисион комплитет за сите, со што околу масата тука. Ти, драги, фала многу за цел ден што поминавме заедно. Мислам ти имаш многу пријатели овде околу масата, што сакаш малку да ги и представиш и товие пред да завршиме.
Да, Многу тие прекрасни се луѓе ми кажа ти. Уметници, како уметници, така се кажува. А? Прво Да. да ти кажам едно големо фала тебе. Не. За што на одбрана да се представиме и што ме врате во кујната и што готвивме заедно. Разговаравме 2 дена за храна, разговаравме за рецепти, за 2 дена, да, работи и се. минимум ти доаѓа 3 дена па овде што направи. Може и 3, може и 3. Али еве сега Дениро ќе прави 30 години О, браво. на разни начини. Жубилеј. Ги покажавме дел од нашите Вешини? рецепти. Сиренцове како си изеде прво гледаш, питата си изеде, остана Има уште за што да лапаме. остана уште некој работа, ама ќе приправиме. Да завршиме ќе приправиме, али без овие луѓе Дениро нема да биде баш Дениро. Тие ми се инспирација, дали со колонијата, со нивните слики, дружења и сева што го правиме храна уметност. Дали Фолтин стално што не поддржа тука е со нивната музика. Имаш Слушнав од ни се да имаш стално добри вибрации и така натаму. Луѓе како Дадо, од джез, ќе дојдеш, ќе разведеш мислења, ќе добиеш идеи, ќе те поддржат. И Вац, да не го забораваме, со кој работ на 20 години, сум многу благодарен. што итро ми кажа ти Кога правиш Вац филмови, не знам, да. еден од големите продуценти наши. Браво, Мило Вац Мишо. кога ме најми, јас, Ромео, Јоха и старото што не е тука, почнавме со една приколица и тој се смееше со нас. Што не сака Али верваше во нас. Не сака од прв пат. Али верваше во нас, верваше и не форсираше. И голема заслуга е исто негова што ние сме денес вакви, пошто сработивме многу, ни даде шанса да го правиме на овој начин. Така да овие се сите прекрасни луѓе кои многу ми значат мене и на Дениро. И еве гледаш како денес што дојде, ги измачивме, дури го и правиме овие сите А ми само ти, тука со нас, чекај, ти ги измачи, Али- ама ми само ти ќе се мачат после да јадат све што е на маса. А нема да биде мачење, ќе биде задоволство, мислам, не? Еј, чекај, знаеш што? Гледај, ја види сликата овде позади. Е, да, сликата заборавивме Драганец. Браво, Драганец. Има меѓу време. Ова е нарече ние организиран правиме. хаос. Ево, така го Ете така го вика да. Организиран хаос. Ама тоа Говорите, беа пребрзи, не можеш да ги фатиш во сликата. Шеф Маријан, шеф Маријан. Ден. браво. Многу ми се допаѓа. И ако смеам да довршам, тука се и моите синови, кои Ајде, среќен двајцата, сум да. дека е Имаше преземат така нешто работата. лично, И фамилија, сета што не е тука сопругата, пошто како што кажа, со неја почнавме ние заедно, али следната емисија е за се гордеј со емисијата. Хераклејски Рецепти. вечери, рецепти, ќе ги правиме заедно. И нормално шеф Маријан кој е уште овде ни приготвува уште нешто да биде готово. И најпосле на Никола и децата од Дениро Кетерин кои ни даде голема поддршка овде. На крајот твојата екипа која беше прекрасна, поминавме еден Прекрасен момент. преубав ден. Дечки, Така Фала да, многу. фала на сите и Фала на јас вас. мислам еве некој ако и да кажеме на камерите. да кажат, Да, треба да кажат. знаеш што? овој- Оти, збориме. Ама... Не, има Јас за мислам, пиење на никогаш маса. нема да ми дадеш. Не. Ова, тоа беше предвидено. Повели еден поклонче. Јас го видов, реков сега после кога ќе ми го дај? Не. Од Чато Сопот. Вие што сте љубители на убавини, на ракена вино од Чато Сопот. А, овде И на секој сликарот, оправа, што ни направи. Имаме од Уни банка еден кит овде. Имаш нешто за чек, Нема чек некој. Чек ќе биде после. Ќе земете Еве гледаш како паде баца рацата од чек. и ќе се договориме. А мене ова сето ми наликува во седење тука во машко друштво на некои ловечки дружби, риболовечки приказни дружби. И таму сите се фалат, па еве ние да се пофалиме тука со некој CD. Имате право. Браво. Јас со задоволство ќе ги слушам. Оти да ви кажам право. Мислам сите ве познават, ама ја не ве Е познавам. па со среќа. Срам да ми е. Ама ќе ве И слушам поезија сега. од Бранко исто. Браво. Прекрасна одлично. книга да знаеш. Фала многу. Само уметници Научи околу да масата. песма за следниот пат те молам. Ке мора. А јас на името на сите ве поздравувам и се гледаме за нови авантури. Чао на сите. Поздрав, наредната недела се гледаме. Thank you.